Добар ден, почитувани, стартува емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се повеќе бебиња и деца помали од 3 години страдаат од анемија, односно од слабокрвност. Која е причината за тоа и дали е тешко да се победи анемијата во детска возраст? Денеска за сето ова подетално со гостинката доктор Светлана Смуграска, специјалист по педијатрија и специјалист по семејна медицина. Добар ден и мило ми е што ме поканавте. Ке зборуваме за анемијата, најнапред да разјасниме какви типови на анемија има. Дали секогаш е само дефицит на железо или пак може да има и некоја друга форма? Така. Значи, анемиите се делат во неколку групи. Една од поголемите групи која е најмногу застапена е дефицитарната на железо анемија или се вика феродефицитарна анемија, а додека исто така во обзир иде и пернициозната поради недостаток на витамин B12, хемолитичката која се јавува поради некои хемолитички болести, тоа се генетски предиспонирани и може да биде некогаш тие токсични кај хронични деца, хронично болни дечиња каде што поради болеста анемијата проградира. Но најчесто е онаа која што е дефицитарна во однос на железо. Ете така. Се случува ли новороденчето да се роди со анемија? Какво влијание има анемијата, драстичното најголема анемија кај трудницата, кај мајката, врз нероденото бебе, потоа и нели новороденчето? Така. Значи, новороденчињата најчесто се склони кон анемија ако се близначни, кога имаме фактички мајката треба да создаде резерва, а и да го обезбеди својот пород со доволно железо. А бидејќи таа е една, секогаш имаме предуслов да се јави анемија. Второ, детенце кое е со неонатална сепса или инфекција, често пати е пропратено со анемија. Дете кое е со РХ инкомпатибилија или пак да речеме АБО инкомпатибилија, каде што имаме поради неподударност на крвните групи и РХ факторот, исто така може да биде со анемија. Така. Некогаш генетски се предусловени. Тие се така наречени хемолитички или вродени анемии. Тие, фала Богу, кај нас се малку, во нашата популација ги има од 3 до 5%, само сепак треба секој педијатар и семен доктор, матичен доктор, да размислува и на таа кондиција. Зошто се случува здраво 3-месечно бебе да има анемија, да се забележи кај него слабокрвност? Зашто станува збор што е тоа физиолошка анемија? Епа вака, значи бебето, односно неонатусот, се раѓа со фетален хемоглобин. Тој фетален хемоглобин го наследува нели од својата мајка. И тој колку време трае? До 3-тиот и 4-тиот месец. Значи тој циркулира 120 дена. Само во тој период од животот на човекот имаме фетален хемоглобин. Во друг период, ако се јави, тогаш е патолошка состојба. Во оваа состојба велиме дека е физиолошка. Тој фетален хемоглобин подложен е на лиза, нормално, бидејќи почнува формирањето на адултниот хемоглобин и доенчето почнува со неговата синтеза на адултниот хемоглобин. Периодот кога доаѓа замена на феталниот со адултниот хемоглобин, тоа го викаме првото прекрстување, настанува пат на хемоглобинот. Многу жално е што дел од докторите, кога ќе видат крвна слика од 102, 104, го третираат како анемично дете, или ако видат некаде до 97,8. Затоа што во книгите педијатриски убаво пишува дека хемоглобинот може да биде до 95 грама на литар. Така. Тоа значи не треба да се дава. Не треба да се дава железо или да се избегнува вакцина, што мене често ми се случува, да докторот, бидејќи не ги знае овие состојби, веднаш бара да се замени, односно да се одложи вакцината, да се дадат додатни елементи за детето да стимулира повеќе хемоглобин, што е сосема грешно. Така. Да ги вклучиме тука и гледачите со нивни прашања. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Ги очекуваме вашите прашања поврзани со денешната тема анемија кај бебиња и кај деца. Во кој случај се дава железо кај бебе? Дали треба да биде под 95, како што споменавте? Така.
во случај кога се работи за прематурно, кога се работи за близначно, кога се работи за неонатус кој е во инфекција. Секогаш кога ќе видиме низок хемоглобин, тогаш треба да размислуваме дека не е тоа само нормален пат на хемоглобинот, дека може да се работи за патолошка состојба. А кога е потребно се направат крвни анализи кај бебето во првите месеци? Прематурусите се прават веднашка. Инаку, комплетно хемоглобинот по раѓањето изнесува некаде до 150 грам на литар. Тоа е, значи, голема количина. Мајката му дава доволно хемоглобин да тоа неонатусче или доенче се адаптира на надворешната средина. Хемоглобинот, најглавната улога која му е? Да го носи кислородот до сите паренхимни клетки и да го зима јагленородниот диоксид и токсичните материи и ги изнесува до органите кои понатаму ќе го излачуваат од нашето тело. Значи, голема улога има еритроцитот со хемоглобинот и битно е да се одржува неговата физиолошка вредност во соодветната возраст на детето. Како да се спречи анемијата кај бебето после 6-месечната возраст, кога се јавува оно интензивен раст и се јавува понекогаш анемија? На кој начин може да се спречи? Зашто тогаш се јавува? Најчесто до 6-тиот месец мајката го дои детето. Во мајчиното млеко има толку добар хемоглобин кој комплетно се утилизира или абсорбира и влегува во синтезата на хемоглобин кај доенчето. Ако мајката е анемична, тогаш и бебето ќе не биде анемично. Кај нас, за жал, голем број од трудниците се анемични, а потоа и во периодот на доење остануваат анемични. Не размислувајте дека со тоа му сметаат и на своето детенце. Во тој случај би требало субституција одма да се преземе. Ако е мајката анемична, бебето покажува знаци на анемија, се подлабоко и подлабоко паѓа хемоглобинот, мора да се почне со субституција. Во 6-тиот месец веќе почнува општата исхрана. Кога мајката треба покрај нејзиното доење и мајчиното млеко, детето да зима продукти кои фактички содржат железо. За жал, во нашата популација, наместо да се мисли на разновидна храна која содржи железо, како што е месото, сега јајцето уште е рано да го внесеме, жолчката таму некаде кај 7-миот месец, али ако има потреба и порано. Потоа како што се, например, брокулата, спанаќот, зелјето, блитвата и така натаму. И како цитрусните овоштија што помалку ги внесуваат, плашејќи се од алергии и од гасови, најчесто поради коликите. И сето тоа доведува до продлабочување на анемијата. Така. Значи, неправилната исхрана уште толку го намалува хемоглобинот, тогаш веќе имаме проблем. И што е најстрашно, мајката наместо на детето да му даде соодветна храна, ако и нема млеко и адаптирано млеко кое е збогатено со железо, они посегнуваат кон кравјото млеко. Така, многу често се воведува рано кај нас кравјото млеко пред првата година. Пред да ги вклучиме гледачите, само би сакала да ве прашам дали децата помали од 1 година кои што пијат кравјо млеко се подложни на големи анемии? Многу големи анемии. Затоа што кравјото млеко содржи многу помалку, има многу железо, меѓутоа тоа не може да се ресорбира преку дигестивниот тракт на детенцето. Затоа што составот на тоа железо е во коагулумот на млекото, во сурутката, а од таму тешко може да се ресорбира преку цревцето на детето и тие деца што се на кравјо млеко често пати паѓаат во тешки анемии. Така да јас би кажала да кравјото млеко се покасно се внесува во исхраната, да се внимава на другите хранливи продукти, него да се внесува веднашка млеко. Имаме двајца гледачи на линија, да ги вклучиме со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да ве поздравам најпрво и би сакала да ја прашам докторката следно. Имам 3,5-месечно синче, кое е на ексклузивно доење. Меѓутоа, пред 2 недели правев крвна слика за мене. Моето железо беше во рамки на нормалата, додека неговото изнесуваше 105 хемоглобинот.
Од различни пријатели добив различни мислења. Едни дека е на граница, други дека е анемично и така натаму. Не прифатив да дадам никаков препарат вештачки, ја почав само мојата исхрана, повеќе на цвекло, телешко месо, спанак и така натаму. И по 2 недели повторно направив крвна слика за него, со тоа што хемоглобинот беше 108, покачен на 108. Сега би сакала, ако може повеќе советот, дали да се продолжи така со исхрана, дали треба нешто друго да се превземе и на што можам јас да го променам за моето дете да има повисок хемоглобин. Така, одлично прашање, ви благодарам што се вклучивте во програма. И тоа го одговоривме пред тоа, да. Значи 105-108 е одлична крвна слика на незиното детенце и доенча, она да продолжи внимателно да се исхранува и се ќе биде во ред, без да користи додатни препарати за да го подобрува железото на своето бебенце. Имам уште еден гледач кој што е на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за вас и докторката. Благодарам. И сакам да поставам едно прашање. Дали постои причина да се загрижам, пошто имам девојче 5 години, кое што еритроцитите се над нормалата, хемоглобинот е во рамки на нормалата, кога е до долна граница нешто покачен, меѓутоа се е окей. При тоа да напомнам дека таткото има таква крвна слика, до сега немал никакви проблеми, меѓутоа и ниту еден педијатар, кај што сме оделена лекар, не советувале за дополнителни испитувања. Сега, пошто е сепак над нормалата, дали постои причина за загриженост и што да се превземе? Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи, дискрепанција помеѓу хемоглобинот и еритроцитите скоро и не постои. Најчесто се зголемува бројот на еритроцитите само ако е намален количеството на хемоглобин. Тоа е компензаторно што нашето тело го прави, за да може да ја компензира улогата на хемоглобинот. Во овој случај, ако е нормален хемоглобинот, еритроцитите според вредностите што ги видела мајката се поголеми, тоа не значи дека е некаква болест. Мора да спомнам дека постојат неколку вида според големината на еритроцитот анемија. Тоа се вика микроцитна, тоа е феродефицитната, нормоцитна, онаа која се јавува кај хемолизи или кај крварење, и мегалобласна или голем еритроцит, кога имаме недостаток на витамин B12 и фолна киселина. Така. Сега ќе во продолжение на емисијата ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден, повелете. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Вака, најнапред сакам да ја поздравам докторката. Станува збор за еден многу пожртвуван педијатар, кој што многу ми помогнал околу моите деца. Јас имам генетска анемија во моето семејство, генерации и генерации се појавува таа анемија и докторката преку совети како да ги хранам своите деца, едното е на возраст од 0, другото од 6 години, ми помогна да со децата не се соочиме со анемија. Значи, имаше периоди кога имаше паѓање на хемоглобинот, меѓутоа цело време го следевме тоа и го коригиравме без вештачки препарати. Така. Одлично, еве токму тоа ќе ни биде и следната тема што ќе отвориме. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Исхраната и анемијата. Дали е проблем да се победи анемијата во детска возраст со исхрана или пак тоа веќе ако добро детето добро се храни со разноврсна храна која е богата со железо во храната, тогаш нема потреба да се внесуваат железни препарати. Како што кажа мајката, имаме видови на анемија кои се генетски предиспонирани. Тоа се оние наши хемолитични анемии, ги има во Медитеранот, познати кога се доминантна во алфа ланецот на хемоглобинот, тоа е таласемија алфа, која е доминантна, и онаа рецесивната, каде што сосема малку се појавува пат на хемоглобинот, а додека серумското железо секогаш не е добро. Во тие случаи баш обратно е кога се дава железен препарат, лечејќи анемијата, поради ниските вредности на хемоглобинот, бидејќи во периферија, во крвната жила, нас серумското железо не е високо. Постои ли можност родителите да проценат
врз основа на изгледот на детето, дали е анемично или не? Имат ли специфичен изглед бебињата и децата кои што се анемични или не мора? Секој дете што е анемично, по што се карактеризира? Има многу бледа кожичка, има бледи слузници, мајката ќе каже поспано ми е, некако послабо ми расти во споредба од другите деца. Често пати децата се жалат од стомаче, па кога ќе пипнеме ќе најдеме позголемен црн дроб или слезинка. Некогаш се присутни и лимфни јазли. Често пати тие деца немаат добро внимание, концентрација. Зошто? Затоа што немаме доволно количество на хемоглобин, немаме доволна оксигенација во парехимните органи, а тука најголем што ни е за концентрација и внимание ни е мозокот и детето е поспано, неволно, некогаш нервозно, покажува агресија, слабо бара да јаде, Така и апетитот меѓу другото се губи. Имаме уште еден гледач кој што сака да се вклучи со негово прашање во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тука е еден родител на детенце 2,5 години. Така. Од мал крвната слика му е се на граница, хемоглобинот 115, 110 и сега пред половина година, околу 2 години, беше настинат. Направивме крвна слика, леукоцитите му беа по долната граница и педијатарот се посомнева да не е слабокрвен, а хемоглобинот некаде му беше 115. Направивме анализа на крвта серумско железо и му беше 3. И педијатарот ни даде да прима сируп за железо. Примавме 2 месеци, сега му го проверивме 6. Му беше, а хемоглобинот му стои таа граница од прилика 115, што да не се посомневаме дека е слабокрвен. А за храна тоа го и конзумираме. Месо, јајца, значи брокула, се што постои железо. Па да каже докторката совет за тоа. Ви благодарам. Многу. Така, значи, овој пат се работи за латентна анемија. Имаме недостаток на она серумско железо, кое секогаш ни е потребно за синтеза на хемоглобинот. Затоа што ако имаме добра синтеза на хемоглобинот, тогаш значи имаме и нормални вредности на серумско железо. Ако недостасува серумското железо, тогаш настанува и пат на хемоглобинот. Во тој случај докторот по самата крвна слика, тоа се оние гранични ХЦТ, ХЦМ, волуменот на еритроцитот, концентрацијата на хемоглобинот, се утврдува дека може се работи за анемија. Таквите латентни анемии, браво за докторот, приматил дека нешто фали, веднаш го открил, дал субституција и лекува точно. 2 месеци е терапевтската доза, а 1 месец за одржување на резервите. Така. Така и треба. Имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Гледачот има проблем, не може да се вклучи. Јас тука би сакала да прашам. Да, се слушаме. Добар ден, повелете. Вака, значи, јас сум мајка родилка, бебето е 20 дена старо. Прашањето е следно. Значи, веќе добивме одговор на моето прашање, меѓутоа да го проширам. Бидејќи во текот на бременноста железото често ме беше под граница, значи под 7, зимав хеферол. После пороѓајот го прекинав хеферолот со идеја дека треба да направам крвна слика за да продолжам, нели? Прашањето е дали, доколку е потребно, треба да продолжам со суплементи за железото и дали тоа има влијание врз грчевите на детето, бидејќи кај моето новороденче малку повеќе се изразени тие грчеви, па сакам да бидам внимателна во однос на суплементите. Благодарам што се вклучивте во Убаво и тоа програма. прашање. Одлично прашање. Значи, треба мајката да продолжи со зимањето на железниот препарат ако е ниско серумското или ако им е ниско хемоглобинот, затоа што незиното млеко ќе биде анемично, а со тоа ќе допринесе да незиното дете стане анемично. Второ, точно, секој железен препарат кој ќе се внесе дава промени во столицата. Ќе каже мајката го боли стомаче, има често пати проливчења, црна му е столицата, зелена му е столицата.
Често и најбитен знак дали има некоја пореметена ресорбција, иако даваме железо или железен препарат, може детето да има и пројави анемија заради тешкотиите во ресорбцијата на железото. Тогаш треба да се мисли случајно да не се работи за некоја малабсорбција од типот на да речеме алергија на кравјо млеко, целијакија на глутен и така натаму. Значи, многу е битно каква ќе биде и столицата, состојбата на детето. Ако се случува тоа, се прекинува железниот препарат, се препорачува соодветна исхрана и потоа, ако ќе се смират тегобите, се продолжува повторно. Немаме уште многу прашања на кои што би можеле да дадете одговор. Така, одлична тема, многу широка. За жал, времето тука истече на 0N+. Ќе се видиме повторно оваа тема, можеме повторно да отвориме, бидејќи има уште многу за што да се зборува. Ви благодарам што бевте дел од емисијата. Благодарам на вашата покана. И јас само за крај би дала еден совет. Вака, железото од мајчиното млеко се абсорбира 3 пати подобро од било која храна. Така што, дојте ги вашите деца. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.